Дуи и Ахмети периодично се соочува со внатрепартиски превирања. Постоje и обиди за фракционери да се отцепат и да формираат своја партија. Најновиот концепцијски судир досега е веројатно најсериозниот во дводецениското функционирање на владеачката партија ДУИ. Во најновиот судир, меѓу скопските интегративци и староновите кадри, приврзани на Ахмети, има еден невообичаен заеднички именител. Сите го сакаат Ахмети како татко на партијата. И тие што го критикуваат, и тие што го чуваат ликот и делото на лидерот на ДУИ. Дали се врти околу Артан Груби, верната сенка на Ахмети? Дали Ахмети не го жртвува вице-премиерот поради неговата улога во привлекувањето на американско-турскиот конзорциум Бектел? Се чини дека критиките кон Груби му одговараат и на самиот Ахмети. Без оглед што тој категорично застана зад него, се чини дека Ахмети е свесен оти некој пред време сака да го пензионира и токму затоа е концентриран кон оперативната и креативна моќ на Груби. Партиските потреси кај интегративците воопшто не е случаен, но следува време во кое ќе треба да се потврди дали Ахмети најдобро функционира во така наречен организиран хаос. Има и уште цела редица на дилеми и провокација за вечерашниот соговорник во Тренинг, екс-амбасадорот и колумнист Арсим Зеколи. Господин Зеколи, добре дојдовте во емисијата. Кој го посакува заминувањето на Ахмети, иако сите се колнат во него? Мислам дека историјата и реалноста веќе бара промени. Околностите кои се имат создадено и изменетите околности кои се имат создадено во овие последни 5-6 години и желбата за промени во кои двете страни имат различно толкување на поимот што подразбираат под промена. Помалку изгледа парадоксално. Едното крило кое е блиско до Ахмети и второто кое е фракционерско, а е предводено од Изет Меджити, подпредседателот на интегративците, кои во исто време трчаат на ист терен, а при тоа ги анимираат и убедуваат своите поддржувачи што е добро, а што е погрешно во политиките кај интегративците. Но заеднички именител е дека и натаму Али Ахмети е најдоброто решение за ДУИ. Али Ахмети веќе може да се дефинира како нужно зло од двете страни. Но за да се разберат позициите на овие актери, треба да се разбере прво сценаријата. Во ДУИ, а исто така и во другите партии, треба да се врати во 2015 и 16 и напливот на нови ликови во политичката сцена, во кои ни го испорача тоа што го баравме, нови ликови. Но не баравме тогаш подобри ликови или поспособни или поуспешни или подокажали, уште помалку подемократски. Ако погледнете, станува збор за суди на некои генерации, од една страна старата генерација на тие огнените во ДУИ или пак на бранковистите во СДСМ или на груевистите во ВМРО ДПМН, од другата страна една генерација на нови ликови, дали се тоа Груби и Османи, релативно кажано, дали е тоа Таравари, дали е тоа Африм Гаши или дали е тоа Билал Касами. Во тој аспект имаме еден судир навидум помеѓу старото и новото по таа наша предпоставка дека се што е ново е подобро. Но се случува нешто не само кај нас, туку и во регионот, дека новото не секогаш е подобро. Бидејќи ако го ставиме во контекст што се случува во Албанија, судирот Бериша со Баша, неговиот избраник, судирот во Црна Гора, во која странците инсистираа на Дритана Базовиќ како подобра демократска опција. Ако гледаме што се случува во Босна со новите ликови, гледаме дека промената секогаш не значи на подобро. Понекогаш тоа значи и по-ретроградно враќање. Во конкретен случај во ДУИ имаме судир помеѓу она што се вика автентична домашна автократија, демократија, и она што е проектирано од замислите на, ајде да кажеме, или амбасадите, или на тие, да кажеме, сиви кругови во естаблишментот помеѓу олигархиите или службите, или како и да е веќе другото. Дали моќта на скопското крило, предводено од Меджити, и неговиот обид и неговите приврзаници исклучува таргет
и незадоволство да се стави на работата на Османи и Груби се само атак врз нив или преку нив се целта е Али Ахмети сепак? За да се разбере Скопје, треба да го земете примерот во Тетово. Го имавме подпредседател на владата Хазбилика, кој живеше релативна поддршка, посебно во оние средни и средни слоеви, пониска средна класа во Тетовскиот или Полошкиот регион. Одеднадеж настане на кампања против него, дека не иде на работа, дека спие на работа, дека се и сешто. И се гледаше дека е оркестрирано. Од кога замина од таа позиција, на прилично тиво, коректен начин, без многу бранувања, реактивна Дуи почна рапидно да паѓа во Тетово, во Полошко и не се очекува дека ќе биде наскоро зајакнат. А во исто време господинот Ахмети вели дека така било и со Муса Џафери или со Абдула Аким Адеми, дека барале смена точно за Муса Џафери и за Абдула Аким Адеми бара смена, но он не ги даваше. Но прашањето што тој одбива да го одговори е зашто така лесно го даде местото на Хазбилик. Тоа треба он да го одговори, за да дознаеме зашто така лесно се затрча да го именува за подпредседател на влада еден лик кој ни во чај нема поддршка, ни во своето мало нема поддршка, а сепак тврдокорно одбива дури и да разговара за негова смена, што со право ги потикнува муабати за природата на нивните односи. Господин Заколи, во една постара ваша колумна, а се осврнувате исто така за состојбите кај интегративците, велите некој мора да биде колатерална штета од Скопското или Кумановското крило. На кого таргетирате? Па тоа беше колатерална штета во тоа време беше токму Беки Расани. Најмокниот лик и во Скопско, во Кумановско, но и прилично во Солјани и надвор. Он беше таа прва колатерална штета. Но ако погледнеме исто така наназад, прашање дали овие млади ликови, млади лавови на Али Ахмети би имале толку успех да не беа селективно објавуваните бомби за Муса Џафери, за Ермира Мехмети, кои за чудо не ги слушавме ни за Фатмир Бесими, ни за Теута Арифи, а и за Али Ахмети беа на еден чуден начин селективно стишани и избрани, во кој има елементи на сомнеж, но далеку споредно со овие други. Така да таа не е тоа внатрешно партиска битка. Тоа беше битка на насилно елиминирање на ликови, кој беше од втор значај. Победно беше на наметнување ликови. И зошто тоа е денеска прашање кој треба сите да не засегне. Ова најлесно се гледа во Дуби, бидејќи е најтранспарентно и за тоа заслужуваат пофалби, мора да кажем, за тој однос. Овдека веќе сме на раб на директен судир меѓу она што го нарекувам извршна диктатура и целосна елиминација на собранието. И тој процес започна веќе 4-5 години. Ке успее ли Али Ахмети натре да менаџира и со своите и со оние кои се обидуваат да создадат внатрешен раздор? Кога на Али Ахмети му успеваше да со таа негова и троштина ги амортизира незадоволните, ова веќе е сосема поинаква игра. Да се разбереме, Муса Џафери можам, и јас имам лично одредено мислење за него, но во ред, или Изат Меджети, или Блерин Беџети, не се од рагот на заменици министри за одбрана од Струга со 3-4 годишен педигре во Дуи. Ова се луѓе кои се звали Ахмети од почетокот, од самиот старт. И они сосема добро го знаат кој е модус операнди на Али Ахмети. Второ, ова не се луѓе кои имаат една мала поддршка од некоја групација или клан. Ова се луѓе кои веќе за себе имаат прилично широка поддршка и тоа го демонстрираат по средбиве и од Битола па до Скопје. И трето, изменети се регионалните контексти во кои Али Ахмети оперираше. Он веќе ја нема таа популарност или симпатија или поддршка ни во Косово, ниту во Албанија.
партискиот лидер кој вели дека не е севернокорејски диктатор, денуве отвори своевидна битка против дел од македонските медиуми, атакувајќи врз нив. Со слична реторика беше и премиерот Ковачевски. Не ви наликувам помалку на времето на Груевски, да ве подсетам дека со атакот тогашен на екс-премиерот Груевски врз медиумите, особено врз А1, започна и падот на тогашниот премиер Груевски. Ова што ќе го кажам, ќе зазвучи како согласност со Ахмети или со Ковачевски, но напротив, мојата критика кон медиумите или така наречената јавност започна уште пред година дена, така да јас предходев. Не дека се фалам, но јас предходев на таа критика. Никој во оваа земја, ни во било која земја, нема амнестија од критика или од одговорност. Јас превземам одговорност за моите зборови, моите анализи, прогнози, точни или погрешни. Така да и медиумите не може да бидат тргнати од таа листа на критики. Ако е неприфатлива цензурата на медиумите, во иста мерка важи за медиумите дека е неприфатлива цензура на политичарите. Доколку медиумите имаат со право да критикуваат партиите за некаков став, жалам, но и медиумите, посебно сега, има таа обврска да ги поднесат и критиките за нивниот однос. Доколку општеството го има прифатено риторика дека политиката ни е корумпирана, па да не се лажеме, зарем тоа не се однесува и на медиумите. Оно што е рапидно опаднато е довербата во начин на информирање и давање квалификации за политичките ликови. Не можете вие да барате одговорност, отчетност, објективност од партиите, а при тоа самите ни своите наслови демонстрирате дека сте уште помалку објективни и кредибилни од политичарите. Следите тренинг, мој соговорник е поранешниот амбасадор и долгогодишен колумнист Арсим Зеколи. Господин Зеколи, каков расплет очекувате во ДУИ? Веројатно дека интегративците или ДУИ нема да се распадне, бидејќи е добро етаблирана партија и финансиски добро откована, нешто слично како ВМРО, ДПМН и СДСМ. Денове се зборува за формирање на влада со албански партии, со учество на ВМРО, ДПМН и СДСМ, но без во неја да партиципираат интегративците. Очекува дека една друга која ќе ми цитирате, ќе ве подсетаме, ова е некаде од 2013 или 2014, во која за ДУИ реков дека за да ја разберете партијата на Али Ахмети сега, но и за да ја разберете генезата на СДСМ и на ВМРО, ДПМН, треба да гледате КУМ 1, 2 и 3. А тоа е на почетокот емигрантите од Италија пред Втора светска војна. Тоа било првата генерација во кои морале да се снаоѓаат преку тоа што краделе, убивале или биле директно замешани во криминал. Втората генерација не морала да биде замешана директно, туку плаќале други тоа да го прават за нив. Третата генерација е она во која децата на босовите, the Godfathers, веќе стануваат правници, суди, па некаде и конгресмени. Тоа е таа нормална абнормалност во еволуцијата на демократијата и представништвото. Дали е наповедок Пржина 2? Уставни промени, заедничка преговарачка рамка, нешто се заговара алијанса за Европска унија? Мисля дека сите би посакувале да има повторно некој такво пржино за кој самите овие партии рекоа дека нема веќе да има. Доколку се продолжи по овој тренд, не е исклучено. Но мислам дека самите партии се свесни дека по едно пржино, по второ пржино, по вие се сеќавате мавровски средби, па итни средби, па се тоа, може да дојде моментот кога на странци ќе им кажат во ред. Традиционално покажавте, докажавте, не убедивте дека сте неспособни. Во ред, вие не нудите решенија. Во ред, тогаш ние ќе ви дадеме ултимативни решенија на прифати или одби. Наивно е да се верува дека тоа трпение е бескрајно. Случајот во Босна го покажува тоа. Ќе им се даде шанси неколку пати да се договорат. Доколку не, ќе дојдат решенија кои
пропорционално, процентуално нема да им се допаѓаат на ниједно од заинтересаните страни. Но никој веќе нема да има ниту слух, ни волја да ги слуша. Македонија стана земја членка на НАТО, но Скопје се уште не е. Бидејќи истата матрица продолжува да се користи. Таа порака која доаѓа, како од САД, како од Европа, на понекогаш на тивок начин и пуштаат некоја тивка нота. Тоа е само од нивен интерес да не се дестабилизира премногу земјата, општеството, бидејќи Македонија е од нивен стратешки интерес поради геополитичката положба која се геостратешка положба која се наоѓа. Но и за тоа има крај. И кога тоа трпение ќе биде на крај, тоа ќе ги имаме тие се некако со американската амбасадорка во Албанија, или во Босна со Шмидт, или во Косово, или во Србија. Тогаш пораките ќе бидат многу понепријатни. Господин Зеколи, Соединените американски држави токмат нова црна листа, високи функционери на Стейт департментот беат во земјата, после Груевски и Мијалков, кои беа последни ставени на црната листа на Стейт департментот, сега се наметнува прашањето кој се и кој би можел да се најде на црната или на црната листа на официјален Вашингтон во ситуација во која постојано добиваме критики за клиентелизам, непотизам, корупција, криминал, за нефункционален правен систем, за судство кое е целосно еродирано. Вие познавате дека сум прилично јасен. Други ќе ме наречат многу оштро, ќе критикувам странците, посебно американците, па сега бих сакал да ви дадам причина и зошто низ аргументи. Цехот на последната финансова криза во САД за американските граѓани од 2008-2007 е некаде околу 19 трилиони долари, само во Америка. Уништени се милиони работни места. Кажете ми, колку банкари завршија во затвор? Ниту еден. Ниеден. Напротив, си заминаа во пензија со тие бонуси нивни од 300 милиони, 400 милиони. Зошто не завршија во затвор? Бидејќи според американското правосудство и FBI не може да се најдат докази дека имаат направено ништо противзаконско. И тоа звучи фрапантно, но тоа воопшто не е фрапантно, тоа е дел од праксата, уште од времето на Лорд Актон, кој вели дека секоја влада бира закони со кои се амнестира својата политика. И ја гледате тоа е таа илустрација на преплетот помеѓу финансиите, корупцијата, политиката и правосудството. Сега не сакам да бидам циничен, да го земам тоа како модел дека еве нема никај нас да биде. Не. Јас очекувам дека Америка ќе превземе такви санкции, но проблемот е кој е фајде. Зошто? Кога самите американци ја компрометира институцијата на санкции. Господинот Мендо Тачи е националист. Господинот Лјупчо Георгиевски беше националист. Господинот Сали Бериша го стави националист. Господинот Додик е националист. Господинот Мијалко е националист. Искрено, колку од нив имаат пари во Америка? И колку се потресени од тоа што немаат, можеби, на некоја виза електрон да стават, не знам колку илјади евра. Ефектот кој е? Што мака видоа од тоа што се они националисти? Никаква. Тоа е од политички или дипломатски или правен аспект. Вториот од психолошки аспект. Како јавност, како јавни ликови, треба да почнеме да зборуваме нешто за што може да ги мотивира луѓето да се бават со политика. А во овој пристап на меѓународната заедница гледаме многу стапови, кои не се толку тешки по плеката на овие наши политичари. Но не гледаме некои инцентиви, не гледаме шаргарепи веќе за граѓаните.
секој зборуваме за големи политики, големи проекти. Зборуваме за изградба на автопат од Блаце до Ќафасан и се до тоа. Во ред. Но кога ќе почне да зборуваме за патниците во тие коли кои идат од едно на друго место? Кој трие раце во ова навидум политичко-обштествена криза? Профитот од ова состојба ќе биде само на естаблишментот и на тие етаблирани ликови. И така ќе остане се додека не се создаде еден обштествена состојба и енергија која ќе прифати она што ни е насушно потребно. А тоа го приметуваме во Косово. Сега го гледаме Курти и Османи како некои чудни феномени. Никој не навлегува тоа да ги анализира зошто се толку популарни. Да, бил во затвор, бил ова. Албин Курти е припадник на средната класа. Исто и Вјоса Османи. Не е припадник на лумпен пролетаријатот кој отиде во војна и, како што еден Ивен командант сега го кажа, никни, за ово тоа што ние го направивме, требаше да гласат уште 400 години. Ниту е припадник на таа стара постјугословенска елитистичка црвена буржуазија. Тоа е феноменот на Курти и на Османи. Тие се продукт на средната класа, на реалната потреба на граѓаните. А тоа е економско достоинство и идентитетско достоинство. Токму на што кај нас недостасува. Но што имаме? Ние го гледаме собранието и комплетниот политички спектрум како едно. И се занимаваме со тоа кој е добар, кој е лош, кој е ово. Не навлегува да видиме кој е нивниот профил. Ако навлезете во профила сите овие политичари, ќе приметите една чудна. Нема кај нив да најдете еден кој има искуство од работа во фабрика, работа со раце, на производство, од нива, од таа заборавена работничка класа која е се уште спетаме за комунизам, а во Америка се ги спетуваат за Labour Party. Ние имаме едната иста верзија на ликови произведени од факултети кои не се ни помеѓу првите 1000 на тие листи, кои немаат никаков допир со животните искуства на вистински работници, а очекуваме од нив промена. Што е најчудното? Имате таа левица која се представува дека е социјалистичка, овона, а всушност е токму пример, илустрација на комичната нерепрезентативност на работништвото и селанството кај нив. Тоа се првите ликови, Апасиев, Крмови, Мојсовски. Однесете ги во една фабричка хала, однесете ги на село, луѓе да се смеат со нив. Исто да го имате во алтернатива во Алијанса. Се е нешто што е канцелариско, бирократско. За да некој каже, а кој е вашето искуство? Ја ќе ви кажам, да, имам работничко искуство, имам и селско, имам и на нива работено, и физичка работа имам работено. Но кој ги другите? Ковачевски? Али Ахмети? Мицковски? Таравари? Господин Зеколи, ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам за поканата. Почитувани, тоа беше Арсим Зеколи, поранешен амбасадор и долгогодишен колумнист во Дојче Веле. Следете не.